колку места јас ке најдам 30 дена, не, ги префрлам од еден од друг джеп, извинете. Цело време истите 30 денари ги наоѓам, уствари. Ама не, тоа ти е намерно од време на време, парички си најдов. Си израдуваш, моментот, да. У капут оставам по 100 еднаш месечно да се израдувам некад, која ќе ја најдам. Капут неам. Ако ја гледате и слушате оваа порака, тоа значи дека сте на вистинското место. Во новата епизода на вашето омилено фудбалско шоу Скратен корнер. Добре дојдовте. Пред било што да направиме со епизодава, сакам прво да ве видам како кликате лайк, кликате subscribe и сето тоа вака да ми стигне како нотификација додека го гледате видео во живо. Во ред? Во ред. Се префрлам на вас, момци. Како сте? Што има? Добро. Нема ништо, нервози само за Вердер и тоа. Се постара. Не е се постаро, минатата недела многу добро го пофали Вердер се тоа, сега види пак предмината да го пофали сега. Да. Зашто што се деси со Вердер? Ништо не може да победа, 2-3 поред не може да победат, бе први сега се втори, наредно играат на гости со Шалке кој што е прв. Тоа е малце што 4 кола до крај требаше да се одлепат неколку бода, сега заостануваат неколку бода. Се со големи шанси за влез во прва лига, ама први два влагаат директно? Да, третиот бараш. Ама ти сакаш шампионска титула, не? Па не, нека бидат и втори. Ја цел живот сум втор, па што да правам? Што ми фали? Некаде е важно и да си последен. А до 8 Вердер нешто ти се дешава во животот? Се дешава многу работи, но тоа е приватно, мислам дека се збориме за фудбал, нели? Берн, каде е тука огинџето вака Антонија што ќе стои? Добро, окей. Ако ти си порасположен, хамба да збориме за твојата приватност, Не, само ваче го прашувам, Ја бев љубопитен, не е дека нешто сакам да споделам. Како дека тебе? Супер е окей, иако Барса се изгуби утакмица, вечерва игра, денеска се понеделник, вечерва игра со Кадис, иначе изгуби од Штутгарт на домашен терен. Франкфурт е. На домашен терен, интересно, симптоматично, поради тоа што има погласни навивачи Франкфурт отколку Барселона. Се деси нешто таму со Сосиос, нешто им дале карти, поминале. 30.000 навивачи има Айнтрахт, да. Беше како Марвелс мултиверс, онака се дешава нека сосем нова реалност, чекај што се дешава. И играчите им беше чудно. Мислам, заврши се до тоа, генерално окей, супер, сум да се пожалам. Свесен сум, не сум кој Влад, че јас дека сакам секојаш да тепа, знам дека некој ќе губа. А он тој научи со Вердер секојаш да тепа. Он на престапна вика, ако може на престапна година да ми подарите победа. Не. Добро. Ти како си? Прилично фино. Да, добро расположен за да ја снимаме оваа епизода. Викендов помина солидно, да речам дека се наспав на фудбалски план, изнагледав тоа што можев да изнагледам, многу серија, многу Ла Лига, ЕФА куп, прилично добра утакмица одигра и Челси и Ливерпул и Сити. Кристал Палас малку разочара, меѓутоа Челси ги помина. Милан победи, што е многу важно, и тоа е тоа, влегуваме во последниот дел од сезоната, во последните 5 надпревари како првопласирани и со мала предност пред Наполи и Интер, па се надевам онака. Со потежок распоред од Интер. Многу потежок, да, многу потежок, тоа ме загрижува, ама реално види на почеток на сезоната, кој што реков и у прва епизода од втора сезона, битно е Милан да обезбеди топ 4. И ја ќе бидам задоволен. Така што, да, добро сум расположен. Ќе одиме ли да провериме што се твиташе изминатава недела, бидејќи имаме еден куп материјал, а не сакам ништо од ова да пропуштиме. Одиме. Хамба Вие година. бидете така. Добро вечер, добре дојдовте во нашиот сегмент што се твита. Како што знаете, овде се читаме твитчиња. И еве сега гледам нешто, некои измени во сценариото, Кире ставил
некој твит. Па ова се случи многу скоро, морав да го искоментирам ова, види. Не требаше да се знае. Неделава беше на прием кај А председателот. рекла само за успомен ќе обиде дека нема да постира. Него сакаше да се пофали. Како помина кај господинот Пендаровски на гост. Супер, многу фин културен човек, нака сака да се зеза, вика брат дај една фотка вака кога демек на зезанција да биде кул, ајде не е проблем. Ќе објавуваш, не објавувам, за мене се чувам за успомен. Ама Моја пушти не реша. Нема што не излажа. Да, Нема што не излажа. тука треба да Каков е на следи, рака? па вие ги гласавте. цврсточе е за снагата, цврст е, добар е. Добар е, ќе го биде. Добре. Добро, сега одиме на следниот твит. Да, Македонија на светско. Ама не да. у фудбал. Да, не во фудбал, можда не израдува со пласман нели во фудбалот, иако беше премногу тешко, ама еве со Чешка, ракомет, бидејќи сме нели во Рустикана, моравме и тоа да го спомнеме. да. Тука атмосферата уште е онака жештена Да. после победата. Сосем нов персонал денеска со Да, собрание да, се да. стави нове. Епа, види сега, да. Часови. Додека да се отрезнат овие први. Владко, како стоиш со ракомет знаење, бидејќи јас не поседувам ич? Или имаш? Имам некој основно познање, ама не го сакам спортот искрено. Не го сакам. Добро, одиме на Горцум следен на твит. нашите репрезентативци, ама Да, тоа. фино, добро. Воете. Добро, одиме на следен твит, тоа е со исто со друг спорт, баскет. Тука Јове Да. морам да го прашам на оваа тема. Јове, Еј, Кога Аба ќе го- Лига се враќа во аеродром или МЗТ се враќа во Аба Лига? Што е појако од ова? Прашањето Тоа. на Јове беше до кога ќе го пушиш. се шалиме. Дека- Ако. Се ќе биде тоа цензурирано. Чекам одговор до после. Како се осеќаш, кажи ми само. По апостолки, добре, да. Браво за МЗТ. Ќе имаме пак представник во Аба Лига. Предноста е што ќе гледаме Звезда, Партизан и некои такви. МСТ и онака никој не е да го гледа освен друмците. И едно време беа нели солидни таму. има- Малце да вжештам атмосфера. Оке, доста за баскет. Сега се преферираме на најбитниот спорт, а тоа е фудбалот. Апсолутно Да најбитно. се префрлиме во Португалија во тимот од Порто, кој што моментално не знае за пораз. Да, 58 надпревари во 58. низа без пораз во домашно првенство. 2 сезони скоро цели. 58 надпревари е исто така и рекордот во европскиот фудбал на надпревари без пораз, кој што го држи Милан на Фабио Капело од 1991 до 93. Ама сега Порто со следниот надпревар има шанси да го надмене овој рекорд. Дешки, 58 надпревари без пораз во лига со Бенфика, Спортинг и Брага. Колку кој Too што much. сака нека каже, ама овие две сезони што ги игра Порто со Консисао се на многу високо ниво. Да, стварно тоа е знак за константност и издржливост, свака част од тоа што успеваат и еве, сега се префрламе на другиот тип кој што исто така се однесува на издржливост, а тоа е господинот Инаки Вилијамс. Инаки Вилијамс има 6 години без повреда. Стартува 6 Да. години поред. Уствари игра Игра, да. секој такмица. Влагај од клупа, да, И ама нема игра секој, повреда. да. 224 надпревари поред во кои што има играно. Тоа е Киборг. едно време, ако ви текнува во Премиер Лига, Бред Фридел држеше некој рекорд со Да, 140 ама и голман е нешто, друго, да, голман ама е голман е друго и 140 и нешто е друго, а 240 и 224 извини утакмици е човек, тоа се премногу надпревари. Мачна да ги изгледаш. Да не те здоболе Да. ни зглобни Не е ништо. само повреда, туку не е ни исклучен, нема ни суспензија, нема ништо. Нема ни лоша форма за тренерот да го стави Да. на клупа. Тоа е фантастично. Да ги гледаш надпреварите 224 е многу Е. онака. Секоја недела па да надпревар 6 години поред. Да, одиме на следниот. Оу, имаме конечно потврда. Да, Фабрицио Романо потврди дека Тен Хаг ќе биде новиот тренер на Юнајтед. Еве имавме Мислење. па на оваа тема имавме мислење, односно тренер на Юнајтед, за темава имаме мислење откако постои скратен корнер. И за Юнајтед општо. Мислам Да, дека е наопфатена екипа. Да, многу често им посветуваме главни теми и твитови и свашта, па види. Му посакувам среќа и се надам дека ќе го затекне Юнајтед во Лига Шампиони наредна година. Да, треба Рангник да му направи услуга и да го пласира Юнајтед во Лига на шампиони, ама
Юнайтед влијанието односно на Юнайтед се примети уште викендов. Ајакс играше куп финале против ПСВ, после толку јаката сезона на Ајакс го загуби финалето од ПСВ. Добро, титула ќе зема. Да, веројатно ќе ја земе титулата, иако не е многу голема разликата колку Не е. Нама сепак би требало да ја земе треба титулата. да отиде. Тоа го знам, дека Тен Хаг доаѓа и дека ќе го води Юнайтед следната сезона, ама едно прашање сакам да поставиме тука. Дали ќе успее да го запре тој терминаторот Мегваер Ќе успее ако го прати на позајмица негде. по Сканторп? Тие испаднаа од Салфорд, пета лига, може во Салфорд. шеста таму. Салфорд, у Кидерминстер, у тоа повчета да пијат пиво. Леле, му ја сокапа главата на подба, што би се рекло. Неко беше оно видеото кој зошто се загрева Хари Мегуаер, онака како што се загреваше. Да. Шо прави човеком некој балетански потези Лажна само пета. пам па се знае. Да сјебе некој од своите играчи. Човек. Аба како да има некоја агенда против своите играчи, разбираш? Ај осте што е во утакмица 12:10 за противниците секогаш. На тренинг, на утакмици да се случува, му е трета, четврта утакмица кај што он од корнер или од слободен удар удира негов играч. Да, Па што правиш бе човек? Да, не се Влачи имаше отпуки Мегуаер. јака слика, Влачи имаше јака слика на како што се дешава со Мегуаер. Да, сите влечат напред, овој влече назад. Не! Толку Еј, е со види. твитовите за денеска. Толку е, Да. види, пошто спомнавме дека Юнайтед во моментов е уште во борба за Лига на шампиони, Лигата на шампионите до минатото коло односно се чинеше дека им се лизга од раце, сега повторно имаат шанса да влезат, ама Фала Брајтон. Фала да, Брајтон. Фала Брајтон 2 недели поред. Ама тоа би требало да го оставиме за следната сезона. Оваа сезона Лига на шампиони уште не е завршена и доаѓа баш во најинтересниот момент, полуфиналиња. Предлагам муабетот на неделата да го посветиме на полуфиналињата во Лига на шампиони. Да Може го посветиме. да го посветиме. Одиме. Посвета. Subscribe, лайк, шернете не секаде додека гледате, па ќе ја догледате темава. Април месец, традиционално моментот кога влегуваме во најинтересниот дел од сезоната. Крајот на сезоната, последните десетина надпревари почнуваат да се играат во април, а најголемото, најдоброто европско надпреварување, клубско барем, Па и нели, светско, Лигата да. на шампионите, влегува во буквално завршниот дел. Дечки на тимовиве ги делат само 3 надпревари од освојување на титулата. 4 тима останати, полуфиналето е закажано, датумите ги знаеме, противниците ги знаеме. Многу работи се случија во четвртфиналето и пробавме колку што можеме од нив да ги обработиме тука на панелот. Нормално не обработивме се, бидејќи сакавме нешто да оставиме и како нели ретроспектива. Ама ајде еве да почнеме со тоа што ќе ги повториме двојките. Ливерпул беше извлечен против Вилјареал, а Манчестер Сити оди на дуел против Реал Мадрид. Знаеме кого помина, го обработивме тоа во минатата епизода, знаеме како се одвиваа надпреварите, бидејќи знам дека сите ги гледавте. Сега, кажете ми, ајде вака да почнеме од четвртфиналните дуели, па да продолжиме после на полуфиналето. Кој ви беше најдобар момент од четвртфиналните надпревари? Магијата на Модрич дефинитивно. Таков резултат во таков момент да го види својот соиграч како влетува, таква топка со надворешна, тоа само Кварезма го може, меѓутоа на вакво ниво не знам Кварезма да го направи, така што all props to Модрич. Зборуваме за асистенцијата Да, на за 1-3, Родриго, за 1-3, да. 80-та минута, фантастична асистенција. Мене ме извади од памет, нели, во живо додека ја Имаше, гледавме, да. ме извади од памет, од кај извади да, топката. имаше полемики дали сакаше, дали не кеше, меѓутоа од обрата на кога се гледа дека прво го гледа Родриго, па после ја гледа топката и на форла, тоа Страшно, секоја чест за Лука. Камба, различен момент. Па јас исто би останал на таа утакмица со тоа што не беше као само тој момент на индивидуална генијалност, на брилјантноста на Модрич. Општо целата утакмица како утакмица мене беше феноменална, фантастична.
Посебно моментот кога го дадоа Челси третиот гол, па им беше поништен и после тоа пак дадоа гол и викам ова веќе станува сериозно и Реал се достоја на тоа дека е се уште нели клуб кој што знае како да изигра кога е потребно. Многу имаше кеф дека и продолженија се игра и сега одлична утакмица, која утакмица можеби најдобрата оваа сезона. Да. Двомеч таков досега. Ама и втората на ниво подобра од првата утакмица. Да, ама двомечот кој двомеч беше прекрасен. Да. Многу и голови, и игра и На 0-2 ја мисля дека Челси ќе иде, на 0-3 викам готово, нема шанси. Then Luka happened. Да, многу се радувавме по дома за Твој Челси. момент? Твој момент? Мојот момент само Чуквуезе која го даде голот за Вилјареал, пошто Хамба може да сведочи како се израдува во моментот кога го дознав тоа. Ние ја гледавме Челси Реал. Димитар ми кажува: "Еј, ама 0-1 е Вилјареал." Директно се префрламе таму, го гледаме голот полуде. 1-1. Да, мислам дадоа гол, вика. Не, извини, дадоа гол, вика. Израмниле, вика, демек овие дадоа гол. Се префрлуваме таму, го гледаме голот полудев. Предобро ми дојде. Не за друго, заради тоа што некако секој тим на Унај Емери кој што оди во Европа, очекувам добро да се спротистави, ама не очекував толку добро да се спротистави на два прилично добри опоненти. Бајер Минхен дефинитивно многу подобар клуб од нив. Јувентус можеби во лоша форма, ама Па со Јувентус не ги отвори очите како да не ги сваќаме здраво за готов Вилјареал, меѓутоа Бајер Минхен не сигурно ги подцени со изјавите, ношалантното однесување пред надпреварите, тоа беше. Во 180 минути примија само еден гол од Бајер Минхен, што не знам кој друг клуб може да се пофали со. И тоа е индивидуално, Левандовски прецизниот удар до статива гол, нели? Така. Така што за најдобар моментот кога Унај Емери отиде во само второто полуфинале на Вилјареал во историјата на клубот. Само второ. Рикелме, Унај Емери, тоа е тоа. Рикелме пеналот која гутна, да. Против Арсенал. Да, пеналот која го промаши. Но е. Добро, ова може да биде многу очигледен одговорот на ова прашање, али ајде да не го правиме толку очигледен. Кој клуб ви изненади со пласманот во полуфиналето? Ете го очигледниот одговор, тоа. Не верувам никој да ги очекува Вилјареал ни во четвртфинале пред Јувентус. Да. И тие малкумина што ги очекувале во четвртфинале дефинитивно се откажале од осмина, од најдобрите 8 или да поминат понатаму во најдобрите 4, односно во четвртфинале во полуфинале, така што Вилјареал дефинитивно. За мене и за претпоставам за сите. За сите буквално нема човек што не е изненаден од тоа што Вилјареал помина во полуфинале. Можеби само некои од играчите били сигурни. Парехо или Емери, да. И тие можеби не биле. Јас ќе го кажам, види, не ми се смеете за ова. Јас ќе го кажам како мало изненадување, за мене лично Реал. субјективно, да, Реал, бидејќи очекував дека Челси со формата, со играта, со составот, со европското педигре и слично, спротиставени против овој Реал Мадрид, не ми личеше дека Реал Мадрид има кој знае какви шанси. Абе Реал го избркавме уште осмина финале против ПСЖ, па. Секоја чест за нив, пошто очигледно често ме тераат да грешам. Браво за Анчелоти, за Бензема, за Модрич како оркестратор на тој клуб. Фантастично одигра, мало изненадување ми се, знам дека не се преголемо. Реал Мадрид е сепак клубот со најголемо европско педигре, ама така. Знаеш, очекував дека Челси ќе оди со 2-0-1-1. Тоа ми беа предвидувањата. 2-0 домашната утакмица, 1-1 на Сантиаго Бернабеј ќе оди, ама очигледно не. Бензема имаше друг план. Да. Менди имаше друг план. Менди имаше друг план. Добро. Добро. Тоа што беше позади нас, сега ќе го оставиме баш позади нас. Ајде да видиме малку напред. Ги кажавме двојките, Ливерпул со Вилјареал и Манчестер Сити против Реал Мадрид. Три од најголемите европски клубови плюс Вилјареал, клуб кој што уште си го гради името. Сакам да ми ги кажете вашите најпрво очекувања за овие две полуфиналиња, а после ќе отидеме кон предвидувањата за резултати и слично. Очекувања? Што очекувате да видите, да? Сите очекуваат Манчестер Сити Реал Мадрид да биде некаква голеада, да бидат надпревари со многу голови.
Ја гледам на тоа како две екипи многу силни, екстремно талентирани, нели? Меѓутоа две контрастни екипи, како во Реал Мадрид имаме, нели, клуб кој што има изразито одлична деветка, во Манчестер Сити тоа представува проблем, немаат добра деветка, меѓутоа нели цело време Пеп калкулира со деветката, Фоден го става Стерлинг, става Джесус и тоа се одразува со недоволно постигнати голови. Видовме со Атлетико еден гол на Де Брујне само. Да. За да не ја испуштиме оваа утакмица, ќе продолжам со истото. Манчестер Сити, Реал Мадрид, што очекуваш да видиш? Не мора да ми кажеш кој поминува натаму. Сити со Реал очекувам дека очекувам дека ќе има голови. Ја очекувам дека ќе има голови. Да, очекувам дека ќе има голови поради тоа што ниту Реал Мадрид, ниту Сити ќе бидат тимови кои што се бранат, иако очекувам дека Сити ќе ја доминира. Зошто? Поради тоа што Пеп направи едно нешто што беше преседан, мислам, до сега го нема видено тоа од него, а тоа е на утакмицата со Атлетико, втора утакмица, изигра на нерешено. Ме постави тактиката, го нема видено Пеп да прилагоди тактика спрема утакмицата, спрема тоа кој му е противник, спрема тоа за каква утакмица се работи. И тоа е, мислам, голем квантен скок за него, да постои формација каде што он реално ќе брани резултат. Тоа е добро. Сметам дека е добро за него, поради тоа што не може секој што глава во зид. Тоа го докажа Анчелоти, значи со Реал дека типот цело време кој секогаш се прилагодува на противникот, ја прилагодува играта и секогаш му успева, иако си викаше готов е, не. Call now, the ambulance, but not for me. Тоа е тоа цело време. Очекувам дека ќе има голови, очекувам дека ќе има убава игра и да, очекувам дека Сити ќе помине. Арно, ама Последниот 49-57. Ми се свига исто анализата на Талес, околу головите не може да знаме, или он има други очекувања с други. Ми се свига што ги спомна тренерите, мислам дека тоа ќе биде како типичен шах помеѓу два тренери. И меѓу себно нели имаат 6 надпревари. Едниот е 2014 Анчелоти која беше на Реал Мадрид, Гвардиола на Бајер Мюнхен во полуфинале. Бајер Мюнхен веќе како актуелен освојач на Лига шампиони оди по репит со Гвардиола. Добива на гости на Бернабеу 0-1, меѓутоа дома доживува катастрофа 0-4 од Анчелоти. Мислам дека Анчелоти е во тренерска предност во двомечов. Не знам зашто Пеп не ми е сигурен во Лига шампиони и лани во ланската сезона тоа го кажав. Не знам, другите 4 надпревари се додека Анчелоти беше тренер на Евертон, сите 4 ги изгуби од добро, меѓутоа не е тоа од Анчелоти, тоа е до играчкиот квалитет. Мислам дека Анчелоти може да го надмудри Гвардиола, ама сепак очекувам пак Сити да биде. Да, добра анализа е оваа со тренерите. Ми се свиѓа баш дека отиде кон таа верзија хамба дека нели Пеп обично нема план Б. Еве сега првпат го видовме со план Б, а од друга страна Карло Анчелоти е по тоа познат, тоа му е брендот, менување на формации во сред надпревар, нешто што го видовме сега со Севилја. Во прво полувреме излезе со една формација, го изгуби првото полувреме 2:0. На полувреме го стави Родриго во игра, го стави Начо на лев бек, Карвахал го врати на десен бек и ја доби утакмицата 3-2. Да. Истото беше со Челси, во моментот кога му требаше нешто, ја смени формацијата, смени играчи, ги издоминира. Мислам дека и со Сити може да се случи истото. Ако се одигра надпревар, тоа е моје некое предвидување, ако се одигра надпревар односно два надпревари кои што имаат малку голови, тука давам дефинитивно предност на Реал, бидејќи Реал знаат лесно да измислат гол. Значи Реал може и да нема добра игра, може да измисли гол. Сити за да даде гол обично му требаат 40, 50, 60 па и 70 додавања пред да го произведе тој гол. Му треба многу иницијатива на Сити цело време да напаѓа и уште едно, извини што те прекинав, уште едно нешто не ми се свиѓа кај Сити е што и кога играат подобро, тоа не секогаш значи дека победуваат на надпревари, додека го гледаме така Реал Мадрид баш спротивно до тоа што го кажа. Како помина во Лига на шампиони во два наврати на голмански грешки, тоа беше се смени моментумот, нели? Донарума која ја сгреши и сега исто Менди за 1-3, нели? И како да се мотивираат кога ќе видат мала слабост на противникот, Реал Мадрид дали до искуство, како и Тоа мислам дека е исто така клучно против Манчестер Сити, кај што еве со Ливерпул сега изигра многу подобро од Ливерпул, меѓутоа изгубија 2-3. Тоа не знам како се случува, меѓутоа не е прв пат Гвардиола тоа да го направи.
Да, и пак голманска грешка многу влијаеше на Да, резултатот. Ги спомнавме Ливерпул за да не ги за да не ги носиме многу назад во оваа епизода. Ливерпул Вилјареал, знам дека очекувањата на панелот, очекувам уствари генерално да бидат Ливерпул да пројде. Ама што очекуваме да видиме од фудбал? Вилјареал игра прилично затворен фудбал, компактен, малку по-дефанзивно цврст, не дефанзивен фудбал, меѓутоа дефанзивно цврст и во првиот надпревар многу веројатно ќе им фали Джерард Морено. Да. А на Ливерпул, од друга страна, секогаш один кон гол плюс. Сега, овој судир на стилови... Не верувам дека Вилјареал ќе може да ги задржи налетите на Ливерпул, баш поради тоа што Ливерпул има страшно многу брзи играчи, кои што се многу брзи во однос на значи многу се брзи кога има топката кај себе и во однос на тоа на претрчување, на дриблинзи, на подавања, на топки во празно, многу брзо размислуваат кога играат кога топката кај нив, а уште побрзи се кога топката не е кај нив. Значи се работи за клуб кој што има игра која што ретко кој може да ја сопре. Ете ги Сити имаат одлична поставеност и сето не успеа да ги задржи. Значи позиционен фудбал Ливерпул го руши како очала. Да, ќе се сложам тука. Не може ниту еден тим да го сопре со позициона, значи не може да го сопре едино со маркирање на играчи, а за тоа ти требаат стварно многу брзи играчи за да можеш да ги маркираш. И не знам како Вилјареал би успел да го сопре налетот на Ливерпул, затоа би кажал да Ливерпул проаѓа и тоа со победа во двете такмици. Да, јас се сложувам со тоа што кажа Тале. Ливерпул е далеко поконкретен и исто и Бар Михен офанзивна екипа што го видов, меѓутоа со јалови шанси немаше конкретни шанси, само држи топка и притиска. Тоа не е случај во Ливерпул, кај што имаш 5 играчи што било кој да ги ставиш во предните тројца, нели Джота, Диас, Фирмино, Мане и Салах. Истата игра нема некои отстапки и не може Ориги да го пушта. Па и Ориги, да. Отиде. И тоа е предноста на Ливерпул што ќе игра првиот надпревар дома. Мислам дека таму ќе го реши уште надпреварот. Верувам дека 2-0. На гости не верувам дека ја победи, може Вилјареал да извади нешто 1-1. Меѓутоа предноста кај Клоп е тоа што е далеку по супериорен во играчки кадар и предноста на публиката дома за Ливерпул секогаш број 1. Меѓутоа Клоп има играно со Вилјареал првата сезона во Ливерпул која дојде 2016 полуфинале. Првата играше на гости изгуби 1-0, меѓутоа дома победи 3-0. Да. Играше во финале со Севиља, кај што Емери ги предводеше Севиља, меѓутоа изгуби 3-1. Со Емери има и други средби во лига, Емери го нема победено Ливерпул на клуб, има 2 нерешени, 2 порази. Меѓутоа Емери е доктор за европски натпреварувања, од последните 24 натпреварувања кај што се играле со реванши, 24 кола рунди кај што се играле со реванши, 22 победил, оние две кај што ги изгубил со двомеч, се као бил тренер на Париз во Лига на шампиони. Тоа е неверојатен факт што го дознав. Да, тоа е неверојатен факт што 22 од 24 последните. Тоа е неверојатен факт. Да, и очекувам Вилјареал да пружи борба, не очекувам убав фудбал од нив. И сакам да го видам Вилјареал во финале, меѓутоа убеден сум дека Ливерпул ќе освои Лига на шампиони и оваа сезона ме потсеќа исто како на 2019 кога исто се бркаа Сити и Ливерпул, еден бот исто беше разлика. 98 со 97 Сити кога освоени, исто и сега еден бот разлика и меѓутоа Ливерпул освои Лига на шампиони, лесно со добар камбек против Барса. И пак го гледам истото сценарио, Сити Премиер Лига, Ливерпул Лига на шампиони. Тоа прилично сум убеден во тоа. Виде Ливерпул Реал, а? Па може и тоа, ја викам дека Ливерпул Сити. Добро, твоето финале Ливерпул Сити. Да. Антонио, памти за да ни напишеш вака одоздолу, тука ќе ставиш под влаче Ливерпул Сити дека предвидува финале да биде во И Ливерпул шампион. И Ливерпул ќе ти запишам, уживај, ајде па ти. Хамба, твое предвидување за финалето? Ливерпул Сити. Не, види, го кажувам Ливерпул Сити врз база на логика, врз база на тоа што го видено како статистика, ама нешто ми кажува ќе биде Ливерпул Реал.
Јас ќе сакам да ти го запишеме тука Ливерпул Реал како предвидување. Нека биде Ливерпул Реал, да, пошто имаме малце се коси можеби, се коси со сето тоа што досега го кажав, се коси со факти, се коси со оно што гледаме како генерална слика со нели во Сити, во Реал и ама нешто тука ми кажа дека Реал ќе помине. Ја мислам Играте дека Ливерпул. Сити ќе помине баш заради тоа што Реал се провлече некако, не ги дискредитирам Реал, меѓутоа се провлече на моментум, нели искористија шанси кај што Реал го со стекна Сонче до нив, цело да. време тоа го прави. А меѓутоа го гледам Гвардиола во уште една финале и уште еден пораз, зашто не може еден надпред не може да добие, не баш заради тоа што не е меч то меч менаџер, туку е за цела сезона. Сигурица дека ќе има 90 бода и дека ќе гази цела сезона, меѓутоа кога треба да анализира, да менја нешто, Гвардиола not that guy. Добро. Јас ќе отидам обратно со предвидувањата. Го предвидувам Манчестер Сити од почеток на сезоната да освои Лига на шампиони, ќе се останам константен на тоа, иако како што поминува сезоната Ливерпул се повеќе ме убедува дека е феноменален тим. Можеби најдобриот тим во Европа во моментов, ама ајде да не Па и е да не најдобар. претерувам. Финалето сепак ќе одам Ливерпул Сити, колку и да го почитувам Унај Емери неговиот талент, ама тоа е логичното финале и ако не го видиме би било некако можеби неправедно ако Ливерпул не отиде во финале со ваква сезона. И шампион да биде Манчестер Сити. Мислам дека знаете оно ако ви текнува на Челси, првата Лига на шампиони што ја освоија. Изгубија во финале, Наредната изгуби освоја. едно финале, па потоа отидоа во второто финале го освоја. Ливерпул под Клоп изгубија едно финале, отидоа во второто финале го освоја. Бајер Минхен на Хајнкес изгуби едно финале, па Наредната потоа освоја. отиде го освои и мислам дека Сити е следен во тој редослед на настани. Ако не го освои, реално изгубена сезона за уште една изгубена европска сезона за Сити, не дека е проблем ако не го освои, меѓутоа е малку Ама сериозен удар врз кариерата на Гвардиола ќе биде. можеби не Сериозен. не само на неговата, мислам дека на клупската слика, бидејќи одат кон тоа преголеми инвестиции, има и лани игра, Што да финале кажат и ПСЖ, оваа што година да кажат играат. ПСЖ. ПСЖ нека Да. се простат. Ако беше за е- тоа и ПСЖ изгубија финале, па ништо не направија. Треба да се стигне до финале за да го освои сега Сити, така да. Да. Ќе видиме. Добро, ги имаме предвидувањата за шампиони во Лигата на шампионите, Владко вели Ливерпул, да, извини. Ливерпул, ама вели Ливерпул, јас велам Манчестер Сити како и дресот кој што го носам во моментов. Сега дресот е од Балотели, не е некој актуелен, меѓутоа многу по-симпатичен од овие моменталните дресови што ги носам. вашите мајки знаат. Го имам оставено кај нејзина надкасна. Добро. Тука некаде Да го запеглава! експертизата ја добивте од панелот на скратен корнер. Верувам дека сега ќе бидете паметни, ќе одите ќе си уплатите се што кажа Владко и Хамба и ќе си печалите пари во некоја од локалните кладилници. И да си почастите. И кога да ќе си фатите. почастите, да, пишете нешто што имате фатено. Момци, нешто за крај да порачате, нешто за крај да пожелите? Да гледат скратен корнер, да споделуваат, да препорачуваат на пријатели, да дојдат да частат пиво во Рустекана. Еј, да, дечки, би ни значило многу доколку споделите за нашава емисија, доколку ви се допаѓа и им кажете на вашите пријатели, другари, роднини, браќа, сестри и така натаму. Ни значи вашето мислење, фидбек секогаш е добре дојден, ако нешто не ви се допаѓа, ете ми кажавте дека многу се смеам, престану да се смеам толку. Вие го уништивте ова шоу, драги гледачи. Да, и тоа е тоа. Пишувајте ни во коментари што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Си правиме мувове, ќе разговараме со вас. Социјалните мрежи, тука сме исто на YouTube и Така е. Најдете не секаде на социјалните мрежи, на приватните и секако на скратен корнер социјалните мрежи. Ставете subscribe на YouTube, бидејќи многу ни значи, испочитувајте го алгоритмот со тоа што ќе ставите и лайк на видеото за малце да не качи тука во тие спортските видеа и останете добри до следна епизода. Гледајте Лига на шампиони, бидејќи сега почнува најинтересното. Бидете така.